ќе говориме на тема која што е модерна, ета така да кажем, и актуелна во овој период. Станува збор за обезноста, здравствена состојба која што е се почеста кај помладата популација на глобално ниво и на некој начин состојба која што се смета за модерна, бидејќи е се почеста кај помладата популација. Кои фактори доведуваат за обезноста и што се треба да се презаме за да се биде во добра здравствена состојба? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка, доктор Ана Талевска. Да и посакаме добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата. На самиот почеток напоменав и во најавата дека ако земеме на глобално ниво, повеќе обезноста е распространета кај помладите лица. Како вие го коментирате ово? Обезноста е тренд кој што е во пораст не само кај нас во Република Македонија, во Европа и глобално. И да, и младата популација е опфатена во тој тренд. Според Светската здравствена организација, секој четврто дете во Европа има проблем со прекумерена телесна тежина или пак обезност, додека пак што се однесува до возрастната група над 20 години, World Obesity Atlas вели дека во Македонија околу 30% од населението живее со обезност, што значи е навистина голем проблем. Зошто е битен овој податок? Бидејќи најчесто обезноста не се јавува кога сте возрасен, туку промените можат да се јават уште и како деца и адолесценти. Така да и ние не сме исклучок како земја од тој тренд. Кои навики или пак можеби фактори доведуваат до таа обезност? Дали главен фактор кој што игра улога е генетскиот фактор? Вака, обезност, да појасниме за гледачите, е термин кој што стручно го користиме за дебелина или прекумерена телесна тежина. Како и секоја состојба или болест, тоа не е нешто што е од еден фактор, мултифакторијално е. Да, генетската предиспозиција секако дека е еден од главните причинители, меѓутоа и современиот начин на живот придонесува на тоа. Ќе споменам исхраната. Например, во денешно време е многу полесен пристапот до процесирана храна, пообемни порции, пијалоците се заситени со шеќери. Послабо се внесува овоше и зеленчук, тоа е еден проблем. Намалената физичка активност, особено по овие години после пандемијата, последните 10 до 20 години и онака се бележеше тренд во зголемувањето на процентот на дебелина кај населението, меѓутоа последните години после пандемијата, последните 5 години, тие нездрави навики некако се нагласија. И се разбира, тоа доведува понатака до хормонални пореметувања, инсулинска резистенција и појава на болести како например диабет, хипертензија и понатамошни компликации. И ве напоменавте дека се појавуваат понатамошни компликации како диабет и слично, но дали оваа прекумерна телесна тежина може да доведе до дополнителни многу повеќе здравствени компликации кај повозрасната генерација, зборувам од 40-50 години понагоре? Па да, тоа е ризик фактор. Меѓутоа, оно што, бидејќи во главно започнав најде со младата популација, е добро што младиот организам во главно е реверзибилен и има простор да се спречи и појава на болест, значи било која од овие, и понатака се спречи појавата компликации. Намалувањето на телесна тежина без разлика на која возраст, која доба, секако дека допринесува до позитивен исход, бидејќи во пракса се среќаваат случаи и пациенти, например, кои што се со диабет, па имаат намалување во инсулински дози или пак враќање на таблетарна терапија или пак воопшто исклучување од терапија, пример. Или пак, например, хипертензијата исто така со редовна физичка активност може да се регулира. Нивото на масти во крв апсолутно, секако доколку не постои сега некоја генетска компонента која што доминира, повторно со здрав начин на исхрана, здрав живот, добар сон, исто така може да се намали нивото на масти во крв и да се намали ризикот од појава на атеросклеротични промени и кардиоваскуларни настани. Во било кој доба, намалувањето на телесната тежина е апсолутен здравствен бенефит. Поред самиот крај, како успешно да ја намалиме прекумерната телесна тежина? На самиот почеток напоменавте дека главен фактор е современиот начин на живот. Како да направиме баланс, да бидеме здрави во добра здравствена состојба, но и исто така да го имаме тој современ живот?
Сега тука повторно ќе ги споменам младите, бидејќи тие се исклучително дигитално интелигентни. Младата популација толку многу го користи интернетот и тие постојано мерат, имаат апликации кои што мерат квалитет на сон, број на внесени калории, потрошени калории и сега доколку тие забележат дека немаат напредок и покрај тоа е доволна причина да консултираат лекар и на тој начин да добијат насоки каде треба да се подобрат, каде да се движат за да имаат видлив резултат. Понатаму во Република Македонија според пописот во 2021 година има еден податок дека 30% од домакинствата поседуваат велосипед. На ниво на територија само 2,3% го користат велосипедот како превозно средство до работа или пак до училиште. На територијата на град Скопје тој процент е малку поголем, околу 4%. Меѓутоа еве ова е еден добар начин да се стимулира например движење. Пожелно е неделно да се поминуваат 150 до 300 минути умерена физичка активност или пак 75 минути до 150 минути интензивна физичка активност, меѓутоа секако дека континуитетот е многу побитен од интензитетот. Така да со воведување исто така на редовни оброци, да не се прескокнуваат оброците, колку што е можно да се намали нивото на стрес, добар сон. Постојат многу начини на кои што може да влијаеме на оваа состојба и да ги спречиме и превенираме појавата на понатамошните болести и компликации од нив. Доктор Ана, ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да говориме на оваа тема. Ви благодарам и вас на поканата. Се надевам сите информации беа од корист, со оглед на тоа дека напоменав и на почетокот дека говоревме за една модерна тема која што е во тренд. Станува збор за обезноста или прекомерната тежина како глобален здравствен проблем, особено кај помладата популација.